Здраво, јас сум Наташа Вачкова, архитект и мојата магистарска теза беше заштита на урбаните празнини преку реадаптација на напуштени индустријски капацитети. Можеш да оставиш, мислам. Прво би сакала да спомнам само стане тука. Да. Сакам да спомнам дека магистерската не беше конкретно само за Купром, туку главната цел беа урбаните празнини, кои што по 90-та година, по самостојувањето на Република Македонија, значи градот Скопје почна неконтролирано да расте, да се проширува и да се згуснува, и сето тоа се одвива на сметка баш на овие урбани празнини. Значи, како што споменавме претходно, дојде до со промена на политичко-општествениот систем од социјализам во капитализам, дојде до редефинирање на вредноста на овие празнини. Ако некогаш припаѓаа на народот и представуваа место за социјална интеракција и дружба и социјализација на луѓето, сега представуваат можност, односно потенцијал за остварување на личен профит. Нема моментално презентација да видите, имаше истражување на платформа Скопје расте, каде што можеше да се забележи, беа наблюдување различни аспекти, конкретно за зеленилото и во различни населби. Во Дебар мало во 1990 година 20,4% припаѓало на зеленилото, 2015 година кога беше направена платформата околу 14%, а со ново планираниот генерален урбанистички план за 2020 година се предвидува околу 5% зеленило во Дебар мало. Тоа ни укажува дека мора да најдеме нови начини за проширување и згуснување, односно растење на градот, како при тоа не би исчезнале овие урбани празнини целосно од неговото тло. Бидејќи дефиницијата урбани празнини е преопшта и преобемна, може да земеме во предвид една од првите дефиниции што е град. Град е мноштво од куќи поделен со улици, и во оваа дефиниција се она што е изградено е полното, се она што не е изградено е празно. Во мојата магистарска како празнини не беа земени само неизградените делови, туку како празнина може да се земе точно и ваква локација, без разлика дали се наоѓа на неа изграден објект или не. Некогаш и самиот објект, доколку нема програма, нема содржина, може да се разгледува како празнина. Потоа беше направена, значи, истражување на различни празнини такви во Скопје и беше бидејќи немам презентација, не може да видите, но беа анализирани различни 7 сегменти од градот и беше забележано дека во 5 од 7 постојат точно такви напуштени, односно непланирани урбани празнини, кои што не се настанати при планирање на градот. Во 4 од 5 случаеви причина беше деиндустриализацијата. Значи, тоа се огромни површини од по неколку хектари, кои што се зелени површини. Значи, конкретниот пример е 2,22.000 квадрати, каде што само 4.000 квадрати се изградени. Значи, сите останати 18.000 квадрати припаѓаат на зеленило, односно неизграден простор. И сега, околу квалитетите со кои што овие напуштени индустријски објекти располагаат, спомна веќе професорот Горан Мицковски, самите објекти често се наоѓаат на добра локација, се наоѓаат помеѓу на добри сообраќајници, во близина на река, и имаат најчесто, значи, конструкција која што може да биде флексибилна и да се користи за најразлична намена. Добро се осветлени и слично. Значи, конкретниот пример за фабриката Купром се наоѓа на, како што реков, 2,2 хектари, и во наведнато, да. Беше направена анализа, беше направена анализа конкретно на локацијата на Хром и како што рековме претходно, дека, значи, секоја од овие локации нудат можности за различно користење. И понешто се забележи дека во оваа населба доминира само домувањето и нема никаква друга намена освен тоа.
Исто така во близина на Хром се наоѓа студентскиот дом Гоце Делчев на неполни 500 метри од тука. Значи има голем број на младо население кој што нема во близина никаков културен центар, нема никакви други содржини освен домување. Затоа дел од оваа локација беше испланирана да се пренамени во културен центар, но и припратни други содржини, бидејќи постои потенцијал за такво користење. Не знам, сега конкретно за примерот, предвидено да биде, значи, на првиот кат да има еден културно-едукативен центар, односно Learning and Doing центар, кој што ќе може да се користи од локалното население. Ќе има простори кои што може да се користат